Глава 10. Кадрилот на морските ракови. Лажната желка воздивна длабоко и почна да се ги трија очите. Потем погледна во Алиса и се обиде да зборува, но по неколку минути гласот и го задуши ново липање проследење со олцкање. Како да иззапрела коска во грлото, рече грифонот и се зафати да ја тресе и да ја чука по грбот. Најпосле лажната желка си го поврати гласот и продолжи со золците што и се слеваа по образите. Може би не си живеела долго под морската површина. И навистина не сум живеела, рече Алиса. И затоа може би никогаш не си се запознала со некој морски рак. Алиса сакаше да каже еднаш сум го јала, но веднаш се задржа па рече не, никогаш. Па така сигурно немаш ни поим колку прекрасно нешто е кадрилот на морските ракови. Не, навистина немам поим, рече Алиса. А што играе тоа? Па почна грифонот, одпрвен сите играчи се наредуваат во една редица крај морскиот ред. Во две редици, викна лажната желка. Тулени, па желки, пак тулени, па пак желки и така натаму. Потем, кога ќе се исчисти патот од лигавите медузи за некој да не се слизне, што обично може да потрае доста долго време, ја прекина грифонот, правиш 2 чекора напред, секој мајки по еден морски рак како партнер, викна грифонот. Се разбира, рече лажната желка. Правиш 2 чекора напред, како што реков, кон партнерите, ги изменуваш раковите помеѓу себе и се враќаш во истата редица. Продолжи грифонот. А потем, знаеш, рече лажната желка, ги фрлаш морските ракови, се извика грифонот скокајќи во воздух, што подалеку в море. Потем ќе запливаш по нив, вресна грифонот. Ке се свртиш еднаш преку глава, викна лажната желка поскокнувајќи живо наоколу, па ги изменуваш морските ракови, зарева грифонот. Се враќаш одново на брегот и тоа е првата фигура од играта, рече лажната желка спуштајќи го одеднаш гласот. И сега обајцата, што пред малку подскокнуваа како луди, седнаа одново натажени и мирни и погледнаа во Алиса. Тоа мора да е мощна пријатна игра, рече Алиса бојазливо. Би сакала ли да видиш како изгледа? Праша лажната желка. Би сакала многу, навистина, рече Алиса. Ајде да се обидеме да изведеме првата фигура, му рече лажната желка на грифонот. Да знаеш, можеме и без морски раци. Кој ќе пее? О, пеј ти, рече грифонот. Јас ги заборав зборовите. И тие почнаа сериозно да играат околу и околу Алиса, повремено степнувајќи на прстите од нозете, кога се приближаа премногу до неја мавтајќи со предните шепи по такт. Додека лажната желка за сето време многу бавно и тажно го пееше ова. Му рече рибата бела на еден полжав, немој на место да тлапкаш, зад нас има еден полип и опашот ке ми го лапне. Види како идат напред желките и морските раци, сите тие чекаат наред. Зар нема да влезеш во танцот? Зар нема да влезеш и ти во танцот? Зар нема да влезеш и ти во танцот? Ти навистина поим немаш, колку забавно тоа може да биде, кога со раковите ќе не земат, во морето да не фрлат сите. Далеку е тоа, рече полжавот мал и погледа мрзливо откосом. Благодарам, бела рибо, но за жал не можам да појдам на танц. Не можам, не сакам, не ќам, не можам да појдам на танц. Не можам, не сакам, не ќам, не можам да појдам на танц. Што ти е грижа, што далеку е толку, му одговори неговиот пријател прек. На оваа страна е Англија земја, а Франција е на другиот брег. Не лути се, полжаво љубен, со танецот времето не го губиш, ке сакаш или не ќеш да дојдеш со мене на танц. Ке сакаш или не ќеш да дојдеш со мене на танц.
О, ви благодарам, играта беше навистина многу интересна, рече Алиса, чувствувајќи се мощно задоволна што најпосле завршија Сонја. А посебно ми се допадна таа чудна песна за белата риба. О, тоа ли, рече лажната Желка, па тие си видела бели риби сигурно, зар не? Да, рече Алиса, често сум ги гледала на Руч, а се прекина таа одеднаш. Не знам каде може да биде тоа место Руч, рече лажната Желка, но ако си ги гледала толку често, секако дека знаеш како изгледаат. Па така мислам, одговори замислено Алиса, понекогаш ти имаат мустаки околу устата, а целите се посипани со дамки. За дамките грешиш, и рече лажната Желка. Во морето сите дамки може да се измијат, но тие имаат нешта како мустаки околу устата, а причината за тоа е... Но овде лажната Желка зевна и ги затвори очите. Раскажи и ти за причината и за се друго, му рече таа на Грифонот. Причината е во тоа, рече Грифонот, што и тие изгледа ја играат играта со морските ракови и затоа се фрлаат далеку в море. И затоа мора да паѓаат доста долго, и затоа перките од опашката им влегуваат некако в уста. И затоа после не може да си ги извадат опашките од уста без да им остане од перките нешто како мустаки. Ете, тоа е се. Благодарам, рече Алиса, мощно интересно, никогаш досека не сум научила толку многу за рибите. Ако сакаш, можам да ти кажам и уште нешто, и рече Грифинот. Знаеш ли зошто се викаат бели риби? Никогаш не сум помислила за тоа, одговори Алиса. А зошто? Секогаш имаат чисти чевли и чизми, одговори Грифинот мощно сериозно. Алиса беше наполно збунета. Секогаш си ги чистат чевлите? Повтори таа со зачуден глас. Па што? Со што ги чистиш ти своите чевли? Праша Грифинот. Мислам, со што ги светнуваш? Алиса погледна надолу и некое време си ги разгледа чевлите пред да даде одговор. Па мислам дека тие се чистат со црна паста. Во морето чизмите и чевлите, продолжи Грифонот со длабок глас, се чистат со бела паста. Така да знаеш. А од што се прават? Праша Алиса со голема љубопитност. Од школки и од јагулска кожа се разбира, одговори доста нестрпливо Грифонот. Секое мало ракче би ти го кажало тоа. Да бев на местото на белата риба, рече Алиса размислувајќи се уште за песната, ќе му речев на Полипот. Назад, назад те молам јас, ние те не икеме со нас. Тие мораат да го носат со себе, рече лажната Желка. Ниедна паметна риба не би тргнала некаде без некој Полип како стража. Навистина ли? Рече Алиса со големо изненадување. Па сигурно, рече лажната Желка. Ете, ако сега, например, дојде некоја риба да ме праша мене, дали да појдам на излет, најпрвен би ја запрашала, со каква стража одиш? Да не мислиш да кажеш со кој Полип? Со оној што јаде риби или оној што ги чува? Праша Алиса. Ко мислев тоа што го реков? Одговори лажната Желка навредено, а Грифонот додаде. Ајде да чуеме нешто од твоите авантури. Би можела да ви раскажам за своите авантури ако почнам од денешното утро, рече Алиса малку бојазливо, но нема смисла да раскажам за вчера, зашто тогаш бев сосема поинаква. Објасни ни го сето тоа, и рече лажната Желка. Не, први на авантурите, рече нестрпливо Грифинот. Објаснувањето одземаат страшно многу време. И така Алиса почна да им раскажува за своите преживувања од моментот кога за прв пат го сретна белиот зајак. Од првин беше малку нервозна, зашто и обајцата нејзини слушачи се приближија многу од двете страни и многу широко ги отворија и очите и устата, но после таа присобра доволно храбро за да продолжи. Тие беа сосема мирни се дека таа не дојде до она место кога ја повторуваше "Ти си стар татко Вилјам" на гасеницата и кога зборовите излегуваа сосема инаку, а тогаш лажната Желка здивна мощна длабока и рече: "Навистина чудно." Тоа е исто толку чудно како и се друго, рече Грифонот. Но како може да се случи песната да излезе наопаку, повторни замислена лажната Желка? Би сакала да чујам сега како повторува некоја песна. Кажи и да почне, и таа погледна во Грифонот како да мислеше дека тој има некаков авторитет кај Алиса. Стани и повторија мразливецот вели, и рече Грифонот. Како ли само умеат да наредуваат овие суштества и да го тераат човека да ги повторува уроците, си помисли Алиса, како да сум сега на час во училиште. Па сепак таа стана и почна да ја повторува песната. Но главата ѝ беше толку полна со кадрилот на морските ракови, што одвој знаеше што зборовите и овој пат изгледаа навистина многу чудни.
Мрзливкото рак вели, го чув како рече, пази ми ги мустаките ако сакаш да ме печеш. И потем со носот пред да скокне в казан да се пече, од глава до петици облеката си ја свлече. Кога лежи на песокот сув, тој е весел како птица, а на ајкулата оддалеку навредливо ќе и криви лице. Но приливот штом ќе дојде враце в море да го носи, кај ајкулите во друштвото тогаш бега кубе коси. Но тоа е сосем нешто друго од она што го знаев јас кога бев дете, рече Грифонот. Јас пак никогаш не сум ја чула песнава, рече лажната Желка, но ми изгледа како најнеобична глупост. Алиса не рече ништо, таа седеше со лицето враци и се прашуваше дали некогаш ќе доживее работите пак да се случуваат по својот природен начин. Би сакала сето тоа да ми се објасни, рече лажната Желка. Но таа не може да објасни ништо, побрзо да одговори Грифонот. Премини на другата строфа. Но што е со облеката, упорно рече лажната Желка. Како можел тој да се облече сиот од глава до петици со носот, знаеш ли? Тој тоа го прави секогаш пред да почне да го игра кадрилот, и рече Алиса, но и самата беше толку ужасно збунета од сето тоа, што веднаш посака да ја промени темата на разговорот. Ајде, продолжи ја со следната строфа, повтори Грифинот. Само за памети, таа почнува со зборовите минав покрај градината. Алиса не се осмели да не го послуша, макар што беше сигурна дека и таа ќе излезе погрешно, па продолжи со треперлив глас. Минав крај градината и со своји очи видов како пантерот и бувот си делат бурек седејки на почин. Пантерот ги јадеше корите, мацнати во сокови разни, а бувот му правеше друштво со својата чинија празна. На крајот бурекот сврши и кога бувот остана гладен, тој од лутина брзо лажицата в джеп ја кладе. Но пантерот тогаш скокна, ја зеде вилушката и ножот и сакаше како замезе на бувот да му одере. Каква смисла има сета таа каша, ја прекина лажната Желка, ако при тоа ништо не објаснуваш? Тоа е навистина најзамрсеното нешто што сум го чула досега. Па добро, и мене ми се чини дека е подобро и да престанеш, се сложи Грифинот. Алиса беше пресрекна што го чу тоа. Ке се обидеме ли да ја изиграме втората фигура од кадрилот на морските ракови, продолжи Грифинот, или пак сакаш да ја чуеш лажната Желка да ти испее некоја песна? О, песна, молам, само кога лажната Желка би била толку љубезна да испее некоја, одговори Алиса толку пожелно, што Грифинот, навреден што таа не сака да го види како игра, веднаш рече: разни луѓе, различни вкусови. Ајде, запија желкината чорба, стар пријателе. Лажната Желка, воздивна длабоко и задушувајќи се понекојаш во солзи, почна да го пее ова. Прекрасна чорбо од зачини цела, што не чекаш во чинија врела. За тебе секој би почнал борбо, чорбо вечерна, прекрасна чорбо. Чорбо вечерна, прекрасна чорбо, прекрасна чорбо, прекрасна чорбо. Ој чорбо вечерна, прекрасна, прекрасна чорбо, прекрасна чорбо, парна си од се, одиграј од секоја јадење друго, зар не? Кој не би дал се што има од својата торба, да купи малку од прекрасната чорба, да купи малку од прекрасната чорба. Прекрасна чорбо, прекрасна чорбо, ој чорбо вечерна, прекрасна, прекрасна чорбо. Рефренот уште еднаш, викна Грифонот и лажната Желка, што току почна да го повторува, кога оддалеку се чу извикот. Судењето започнува! Ајде со мене, викна Грифонот и земајќи Алиса за рака, веднаш појде без да чека и да го чуе крајот од песната. Какво судење? Праша за збивано Алиса трчајки, но Грифонот само повтори ајде и отрча побрагу, а одзади се послабо и послабо носени од ветерчето што ги седеше, се слушаат тажните зборови на лажната Желка. Ој чорбо вечерна, прекрасна, прекрасна чорбо.